Почитуван колега Трајанов, џабе ви се заклучоците, бидејќи вие многу подобро од сите знаете дека овај предлог е завршена работа. Овој предлог е доставен до владата, прифатен од овие предавници овде и вие само со овие заклучоци си ја перете совеста за да продолжите да седите во власта. Почитуван колега Трајанов, со должна почит кон вашата целокупна политичка кариера, но време е, бидејќи вие веќе сте во години во пензија, да заминете достоинствено, да завршите една политичка кариера со достоинство, заедно со македонскиот народ, што ве повикува секојдневно пред владата, пред собранието, да кажете не на ваков непристоен предлог. Да кажете не за укинувањето на македонскиот идентитет, за уништувањето на македонскиот јазик, за уништувањето на македонската историја, писменост и сте друго. Вие подобро од сите овде, помладите од нас, знаете дека допрва ќе се видиме што правите вие. Зошто велам допрва ќе се видиме? Затоа што власт не го гледа или се прави, не сака да го види она што го гледа секој разумен човек. Доволно писмен, па колега Трајанов, па дури и неписмен. Му е јасно дека сега го почнувате процесот на гаснење на Македонија, на македонското име, на македонскиот идентитет, јазик, историја, писмо, вековни традиции. Тоа гаснење е навестено во сите документи што ни се доставени, а македонските политичари од власта лажно тврдат дека такво нешто нема да се случи. А лажат не само сега, а 5 години лажат по основ на овие прашања. Преговарачката рамка е полна со ултиматуми. Нема таму напредок, нема таму проекти, нема меѓусебна соработка, не се спомнува дека е укината авионската линија Софија-Скопје, не се спомнува железничката пруга до Чустендил, дека ни на крај памет не му е да ја градат. Се е заборавено, таму има само ултиматуми, таму има само уцени и ако не се исполнат нивните уцени, има вето. А тоа јасно и гласно на ТВ екраните на целата македонска јавност и вас ви го кажа председателот на државата. Дека со овај договор Македонија ќе биде заложник. После секое неисполнато барање на Бугарија ќе ставаат вето и така ќе оди до крај. Затоа одважете се и застанете на страната на вистината, на правдата, на страната на македонскиот народ.